завршена журка, Ај свирни нешто. ти ќе треба да им свириш гитара, овие ќе се спанџаат една со друга, ти ќе останеш сам. Кој има чувство за музика, има, кој нема. Растурија, и биг бенд, и народен оркестар, и чалги, и народни. Значи, се што беше огледало на македонската култура, они го растурија. Прашина во студиото нормално, кога не се работи, прашина. Ама ти имат прашина во мозокот и како со гума, ништо не значи тоа за нив. Фис? Пришат све. Teška ko planina, mene me ostavi sama, kaj druga zamina. Tana dragi ti spije, nešto te miluba, a mene teško mi je, bez tebe ne možem, ne možem dušo, da te zaboravam, oda što gori gradi me, jaz da go izgastam. Mojemu srce rane to, za tebe boruvam, ni vrela sonda ne može da to izlekuva. Има ли нешто што не сте претворили во музика? Вие, барем ние така доживуваме, кој ќе кажеш, неверојатно тоа е. Иако времето вака, брзо лета. Јас сум бил малтене, кога вие сте функционирале, ја не сум бил роден. Кога вие сте биле во пикот на кариерата, јас тогаш сум почнал да ги Добро, нормално е тоа. Да ги осознавам, и мене тој Лјупчо Тарековски Фис ми е постојано пред очи. Од кога сум почнал 86-та, 5-та, кога сум почнал да поосознавам работи. Јас морам да ви кажам, голема заслуга за тоа што сум е тоа што сум се одушевувал од другите музичари, пред се македонски. Ја одлепував на Лепи Сол, уште кога ги свирија првите ствари. И до ден денеска. Владко Трио, Драган Мијалковски за мене бил нешто највозвишено. Кире Костов, композитор, Славе Димитров, Љубомир Бранџевлица, тоа биле, како да ти кажам, ги сакав, ги голтав, и до ден денеска се чудам како можеле такви убави музики да направат. Кој е тоа човече? Неам зборови. Добро, Владко, земете го Владко Стефановски. Па тој е гитарист. Ние сме запнале по светски, окей, тоа е. Ерик Клептон, не знам ово и оне. Па тој е човече гитарист далеку над нив. Кој сега ќе ми замера за ова изјава многу музичари, пошто ние сме многу суетни овде во Македонија. Добро, ние сите сме суетни. Суетни, а поготово музичариве. И се што ќе направи другиот не чини, ја што ќе направам чини. Не е така тоа. И како да не се одушевувам? Они уште кога свиреа во гимназијава у Тафталиџе, ни идев, ја редовно идев. Уште тогаш се гледа дека овие се вундеркинзи. Носат во себе нешто. Као што сега рековте за малиот Кукич. Па тоа е нашата гордост на Македонија. Као Кукич. Као малиот Кукич што го гледате, да. На сцена. Нормално, нивната генерација. Тоа е човече, Македонија треба да се гордее со такви. Гаро, Кокан Димушевски, Бодан Арсовски. Па ја кога ќе ја чувам Бистра вода, човече, паѓам у несвес. Затоа што е тоа нешто што ме гаѓа и мене. И сега, завршувате средно кларинет инструмент, така да, или? Ради реда го завршив. Не, мислам, го свирев добро на матурската, ама не ми беше тоа
И после средно одите на академија или одите Одам на академија, да. Добро. Завршив теоретски одсек. И и- таму не сте ви басиста, така? Не сум никогаш не сум Никогаш не учел сте бас. бас. Не, никогаш. Исто како Милан Завков, еден од најдобрите хармоникаши, он дипломираше на контрабас, а не засвирил живот контрабас. Таква е судба. Овој Неверојатна Дарко е Дореви, судбината. што ја држи продавницава за инструменти. Добро? Он басиста, чуеш? Па и него сум го менјал во групата Чуден крој, еден период. Он отиде у војска и го менјав него. И после академија се вработувате во македонска телевизија? Тогаш постоеше една акција од Завод за вработување, преку Завод се запослив. Кај што фалеа, прво им фалеше музички новинар. А што преку завод ви се јави од завод како Да, сега? таква Има беше. место во МТВ, дојдете? Да. За сите од било која Аха. професија, отидов таму, работев една година како волонтер, значи без плата, без ништо. И тогаш било така, Да, па да. хонорарец. Па хонорарец, точно. И првото работно место ми беше музички новинар на прва програма. Новинар? Да. Па вие и колега сте ми биле, да, не? музички новинар. Заедно со Димитар Чемков, тој ни беше уредник од Бизбез. Кој се денес е новинар музички во Со Македонија? композиторот Ванчо Димитров и тој беше Да, и Ѓоко Ванчо Ѓоргиев. Димитров. Да, Ѓоко Ѓоргиев. И после Какви текстови, тоа, но. кога дојдовме во новата зграда, А, вие почнавте овде во Нерези? Во Нерези. Што е Телма сега? да. После тоа се преселивме во новата зграда и почнав како музички продуцент и до крај, до пензија работев 30 и кусур години. И што е работата на продуцентот? Како што е работата? Па едно од Не, јас најважните. знам што е. Се обидувам да објаснам на луѓето, знам што е продуцент. Значи има разлика, луѓето ги мешаат поимите продуцент, филмски продуцент, Така не да е. знам како, и музички продуцент. А музичкиот продуцент е тој што ги спојува работите. Значи процесот на снимање, барем ја кога снимав со Народниот оркестар и со други ансамбли, беше следен. Доаѓа, да речеме, ритам секција, снима тоа што го снима, доаѓа инструменти лепат на тоа, солистички и други, доаѓа пејачот, пее, пратечи вокали и други ударни, било што да има. Се посебно. Се посебно, некојаш и заедно, сите снимаат. Добро. И на крај ремиксот. Значи, многу е важно, и па јас, благодарејќи на еден од најдобрите тон мајстори, Милка Герасимова, што работеше во македонска телевизија, благодарејќи на нејзе ја спасив, имали песна, ја ќе упропастев со ремиксот. Млад. Ја миксаме, сами у студио, 5 сати. Владко Стефановски, може 7 тейкови имаше на гитара, на 7 канали. Што да одбереме, кој е, како? И ја и викам цело време, дај виолончело, дај овој инструмент, дај она ме гледа. Викав, ви сад идеш и надвор да испиеш едно кафе, остај ме сама да измиксам. И јас се увредив, толку ли ме дио, викам, сама да измиксам. Оди, вика, дојди после, ако не ти се свиѓа, пак ќе премиксаме. Отидов, се вратив за пола сат, она ја направила Джам. джам, невиден тон мајстор, пази. И вика, леле, вика, Милка, шо направи, бе? Па вика, шо си запнал ти чело, мело, ова, кај ти е пејачот, вика, ти пропадна у земја, го нема нигде. Па вика, ова е песна, не е, вика, ова чело да се слушне. И многу работи научив и од незе. Пак ќе кажам, имав среќа да работам со врвни професионалци. Народниот оркестар, Благоја Десковски, виолинист, Слободан Серафимовски, Драги Митев. Значи, тоа се музичари кои што ја стварале македонската. Ја не сум ни бил роден. Вие Кочо го фативте? Го фачив, со Кочо имав среќа, ама на замена немаа кого и ме викна да свирам две-три со Кочо свиревте? Да, свирев. Врска немав Јас се тогаш. сеќам касета имам моите дома од Да, Кочо. Кочо, тоа е... До ден денеска Кочо Петровски е легенда во соседството, во бивша Југославија. да. Сите му се поклонуваат до земја. И ја фатив малку од таа генерација и тоа беше некоја Божјо провидение, среќа да имам со такви луѓе.
ако немате од кого да учите, многу е тешко, Ама знаете. гледате, тоа се тие златни времења, ако можам така да кажам, каде што се имало стратегија како се работи, нели? Ај правиме, како се вели тоа, аудиција на млади таленти. Да. И така вие практично го наоѓате Наум Петерски, така? Така, точно така. Тамо вие вас во тоа време сигурно била екипа, вие ги споменавте Ѓорѓе Георгиев, Ванчо Димитров, сигурно били уште дузина на Благој Груевски, татко Матеја Груевски, он ми беше така. главен уредник. И сега ти не може било кој сега да влезе прво да биде новинар, па не да пее сега, така. Не може може. било кој да влезе сега да Па, кога спомнавте новинар Тој или, имаш- или спикер, вести да чита, абе не може да помине ако нема курс. Тогаш држеа часови Бранка Станковска, Да. Иван Антонов. има Значи, сега луѓе кои што- држеа до пред известно Значи, време не е Благоја само- Крстевски Да, вако да, ама- Благоја Крстевски, Тоа го точно. држеше, ама сега не е веќе, мислам дека нема Сега веќе. секој може да влезе Да. и да има и говор на мана. И, значи, многу е битна. Јас се чудам на некоја телевизија чита вести, некој сега не е битно кој. Некоја девојка, жена, нема ни точка ни запирка. Нема, тоа се чита така. Па зависи идиотот како ќе прочита. И треба да има сега, интонација, ако му треба да има клизне мал- дикција, а- треба- Ако клизне малку идиотот и отиде и ќе се Ни збуни. дикција, ни интонација. Секако дека има исклучоци, не велам не. Има, ама многу се ретки и не се ставени на тие позиции кај што треба да Сега, бидат. само ова, кажете ми колку се појавува на тие аудиции за млади Многу, таленти? од цела Многу? Македонија. И имаме Со Наум, талентирани. знаете како се запознав? Организираше Македонска радиотелевизија и тоа беше едно од поубавите работи, еднаш месечна аудиција за пејачи. И народни, и И забавни. каде одат тие пејачи, на пример, кои ќе речат? Доаѓа во студио М3 кај што бев работел Добро. јас и вонатре во жири Мате Груевски, Јонче Христовски, Благоја Десковски. да. Па нема кој друг да биде. Јонче. Да. Чика, Кој да биде? Најјаките луѓе. Да. Јас млад вработен со мојот колега драг Миодраг Божиновски, кој што за жал музички продуцент, композитор, прекрасен. Абе има многу за зборење, Ама добро, се чувствуваш важно Да. мака кога одиш покрај Јонче, па кога ќе си идеш дома. Не, да- знаеш што се случи? Влезе Наум, исплачен од струга, дојден таму, одмислеше. Колку години имаш? Многу млад, не знам колку имаше точно, 18 или 19, така И? нешто. 18. И што пееше? И како се редат пејачи, ние седиме позади во режија и слушаме, ама и муабет си правиме, нели? Влегува Наум, после некој кандидат, и ја пееше Зајди, зајди. И мене крвта ми се заледи у жили. До толку. И му викам на Мате, они си прават муабет со Јонче. Слушај го. Слушај го. А они не дека не слушаат, слушаат. Па ја слушај го, слушај го. Добро бе, слушај го, што му даеш песна, вика, ако толку ти се сеја. Ќе му дам, да знаеш. И го, кога заврши Наум, го викнав на страна, викам да ви се представам, јас сум тој и тој. Како не, вика, те знам тебе, од свирки, од ово. Дали би сакал да испееш моја песна? Одма. Па тие имаше готово веќе? Не беше имали песна. Беше, Дуку? првата песна што му ја напишав беше Што ќе ти е Бекрија. Аха. На убав текст од Драган Мијалковски. Добро. Инаку, сега кога сме тука, сакам да го спомнам и тоа. Сакам, ако ми дозволите, да ги спомнам моите најдраги соработници. Слободно. Што Слободно. напишале толку прекрасни стихови. Не се премногу, ама да би сакал да ги спомнам. Слободно. Значи, Тони Которчевич, Драган Мијалковски, кој што има најмногу текстови. Ќе го заборавам. Орсе Зафировски, Борче Нечовски. Значи, тоа се и сега најново, иако имам малку со него, овој водителов на Валандово, Ѓорги Калаџиев. Да. Сега он ми направи еден текст преубав за едно дете исто за Валандо. Значи, морам да ги спомнам, не ради друго, затоа што стварно ги сакам тие луѓе. Неизмерно ги ценам. И заслужиле да бидат спомнати. Ѓоко не има текст пишувана? Имам и од Ѓоко Има? Ѓоргиев. Да. Праев, до душа таа беше мој аранжман само, ама текст беше на Хилми Билбу
Доме мој, Ѓоко Дончев. Еј, Доме мој. најубавата Да, песна. и Ѓоко беше, Чио е таа? таа на Хилми бил, тој ше ја напиша Бисер Балкански. Не знам. Хилми бил кој е? Е. Бисер. Од доме мој, сладки Да, доме мој, таа за да. Валандова. Текстот на Ѓоко Ѓоргиев ја пееше Ѓоко Дончев. Па Ѓоко пееше потоа и ваша песна. Кој После со таа кој што вие- пееше мојата сношти кате пак те видов. Па вие и практично Лјупчо Трајковски фис од тогаш, јас- од тогаш. Јас сум од првиот Од фестивал на првиот Валандова. фестивал сте Скрос од таа почеток. некако како да ве вивна или грешам, као да. Па како не? Па јас зашто го сакам толку тој фестивал? Јас од таму направив кариера. После тоа дојдоа Цветници и таму имав исто Аха. успех. Но на Валандо прв аранжман ми беше Маријана и Росана, Еј Тодоре, Калеш Тодоре, песна на Ванчо Тарабунов. Мој аранжман. А на Макфест имале песна? И имав и на Макфест еден куп песми. За да не само биде дека само фолк сте правили. Иако Не, имаме и забавни. Ако имате можност во емисијата, пуштите некој од нив. Драган Мијалковски секако. Да, Така, ви. и Игор Цукров. Игор баш Цукров. инсистирам, да. Пошто тие се песни кои што Игор мислам... Цукров. Кај го смо го заборавив дека... Да. Мислам дека тие не ради друго, имаат сентиментално Чекай, нишка. Цукров е на Скопски фестивал. Да, на Скопски. Драган Мијалковски Драган со- Мијалковски на Интерфест на Битола. Интерфест Битола, да. И тука сакам да го спомнам и за таа песна. Немаше да звучи така ако не го направеше аранжманот Кире Костов. Маестро. За мене еден од Да. најголемите хитмейкери во Македонија на шлагер музика, на забавна музика. Тоа пак ќе кажам, имав среќа со тие луѓе да влезам у работа. Фис, Трајковски, Чичко Лјупчо, кога почнува, има еден период, кога правиме една крајот на 80-тите, почетокот на Добро. 90-тите, нели, кога се растура Југославија. Сега, само дайте ми го моментот со Милан Бабич. Тоа е една песна која што и ден денес е, кога и да ја пуштиш, значи нема Интересно кој не беше. одлепува. Да. Дашка пееше на македонски, тогаш имав и тенденција Ја имам и во неколку со Макфест него. и во на Фолкфест и странци. Оние кои што доаѓаат да пеат на македонски јазик. Прво, да ви кажам, тој беше извонредно, дури ненормално скромен човек. Значи, воопшто не беше човек кој што се наметнува За Милан Бабич дори. за Милан Бабич. Него ми го предложи тогашниот директор на Валандово Костадин Костадиновски. Таа требаше и ја прифати да ја пее овој каже го е Тома Здравковиќ. И ја прифати. Стварно? И у тој момент кога требаше да се снима, он се разболе, беше у болница. И Костадин вика, абе има еден Милан Бабич се вика, сум го гледал пееше на некој фестивал во Босна, многу убаво пее. Кога година беше ова? О, Да, дали 90 и... А, не, мислев да не се поклопени со, Не, со Ана ми- Бекот. Ана Бекот е 86-та, 7 мислам дека... Кога беше Милан Бабич, мислам дека имав и со Пепи Вавтировски Сине мој. Па таа победи. Од жири победи, Од жири, да, Сине мој. а од публика второ место. Ама не е битно, ја не ни Како памтам бе, кој е место што кога. Ја памтам. Има многу награди таму земано, многу, стварно. И сега да не се преправам, ми значат наградите, ама не се толку битни. Битно е дали таа песна ќе живее, дали ќе се слуша со задоволство или ќе се заборе и ќе трае 3 минути. Ја имав случај со Руселе Моме убаво. Таа беше изведена на Битолска серенада, во Битола, имаше фестивал серенада, кој што одеше во живо, со оркестар. Помина Така. незабележливо. Ама Како тоа- да ви кажам? Ама после кафани растура. И ден После денес. 5 години, може би и 6 Може и помина, повеќе да е. нема кафана кај што не се пее и тука и во Бугарија. А инаку знаете дека Жал за Деспина не влезе у финалето. Ја пикна еден член од жирито, кој што се скарал таму со другите членови, за да стаат во финале на Валандово. Жал за Деспина. На Наум Петрески. Да. Мислам, ваша И песна. после ста... Па моја е. И не влезе во таа, не влезе во финал. Не влезе регуларно,
Знаете како? Тогаш имаше и случаи. Ама и тогаш Купуваа карти, не знам, Не, места. види, беа и тогаш имаше кланови како и сега, знаеш, Абе, и кланови. помеѓу музичарите, помеѓу Немам. Абе, пеачиве сами некој од нив не ги минувам. си прават филмови. Карто и куп. Отишол, купил 800 карти. Како бе, зошто ти се човек? И вистина, ќе влезе у финале и награда ќе доби, ама песмата отиде. Јас слушнав други муавети со Милан Бабич, и тоа во кафаната во Валандова. Некој од нивните таму фаци не ме познава, јас од Олга Коса. Прво се чуде шо бара овој со... Така и рекле. Кој е овој со косава? Неа мене е македонски пеачи, па сега Милан Бабич, не знам овој ќе викаме од страна. Пази, кои извитоперени. Како можеш ти музиката да ја ограничиш на вакви неаме, такви неаме? И ја тоа многу ме здоволе. А од друга страна, во жири тогаш на фестивалот беше Александар Сариевски. И првиот ден кога стигнавме во Ландово, таму по 3 дена седевме. Во салата кај што се одржуваше генералната проба, седи Александар на едно столче вака си седи. Бабич кога го виде, поцрвене. Љупче, каже, вика, дали може, дали би сакал да ме упознаеш со Александар Сариевски? Ја го гледам вака, зашто да не викам, како не? Викам, он е мој идол. Милан Бабич ова ми го кажува. И ја одам кај Александар Чичковацов, викам, вака и вака има еден пеач гостин, ке пее од Србија, многу сака да те запознае. Те обожава. Како не, вика, викни го нека дојде. Бабич, онеме, од радости. Заедно седевме. Веднаш отиде горе, имаше, тогаш немаше мобилни, на телефон на жена му в Белоград се јавува, вика, знаеш ли со кого сум се запознал? Дали знаеш? Такви беа. Такви времења кога луѓето, како да ти кажам, ја сакаа песната. Убави времења. Убави времења. Убави времења и времења на многу компонирање, многу создавање. Ја кога ги слушав, да речеме, песните од браќава Барбаровци. Да. Врв. Пепи Вавтировски. Абе, човече, сум плачел. Дали, Па или и Гоце Дедо. Арнудов. Дали чекаш стара мајчица. Ме подсети на мајка ми. Што да ти кажам, тоа се генијално. Мене денес ми смета што некои ги злоупотребуваат тие култни, тие легендарни песни кои што ги стават во политички цени, и мене тоа исклучително За многу жал, јас тоа го исклучително многу приметувам. ме нервира. Особено, знаете, ние за Пепи Вавтировски совршено добро знаеме како заврши неговата приказна и сега одеднаш ми се појавуваат сите тие фраери, јас не можам многу да ги... Знаете што, јас тоа го приметувам. Да ги сварам малку. Жално е што многу од дали пеач, дали композитор, некој што сака да се бави со оваа работа, се приклучува кон некоја линија политичка за да постигне успех. Многу се лаже. Унапред е осуден на пропаст. Од почеток, да. Сега била оваа партија, па ќе го вртат по медиуми. Да, ама утре тоа- друга ама и ќе... препевувањата малку ми ги унакасуваат Ама песните, затоа знаете, што- сега малку е некултурно и Нема- безобразно е се ама секој нема да земе да аргумент. пее. Нема аргументот што ние нас како еве вие како водител, јас како музичар. Аргументот ми е работата, музиката, он нема таков аргумент и ако не се приклучи кон некоја партиска линија, не може ништо да направи. Ме разбирате што ви Не, кажувам? разбирам, да, ама не можам да прифатам сега било кој да дојде, ај сега ќе Па ја не земам, можам. Има ли песна, јас сега ќе ја и препеам, ќе ја унаказам Па нема и срам. ќе ја направи тоа, Што да мислам ти малку кажам? ми е безобразно. Една песна јас да
čaša, rujno vino, sviri divno, violino, jedna pesma, jaz ga zapevам. Има ли песна ја напишав на море, во Црна Гора. Чудно, ама така ми дојде топ. На плажа. Аха. Немам Како ми е против чудно. Аца Лукас или против, не знам, Цеца или... И они имаат убави песни, секако. Ама, ти толку млада ги да ги труеш само со тоа,